Емисија за вашата вистина. Имаме нова министерка. За прв пат од внатре, СДСМ или ВМРО-ДПМН, од 2004 мислам дека е за прв пат овој ресор го добива една од тие две партии. Начинот на кој што се бориме е идентичен и кога беа ВМРО на власт и сега кога се СДСМ. Искуството до сега не покажало дека има некаква разлика. Исто во однос на етничка припадност, не мислам дека е најмалку релевантно. Меѓутоа, во однос на фактот дека е човек кој што доаѓа од самото министерство, тоа ни влева можеби некаква надеж. Очекуваме драматична промена во министерството во однос на темите на кои што ние работиме. Првенствено заштита и зачувување на светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Можеби ако веќе треба да издвојам некој приоритет, тоа би било доследно спроведување на законите. А законите ги имаме колку што треба и како што треба? Има голема разлика меѓу имплементација и транспозиција. Европските директиви не до крај и не целосно, меѓутоа во голема мера одамна се транспонирани. Како се спроведуваат тие закони во пракса? Тука мислам дека оцените се најниски возможни. Кога институциите ќе почнат да си ги спроведуваат своите законски обврски, ќе почнат да се менуваат работите на терен. Стојковска, како новинар, имаме еден впечаток дека екологијата се уште е на некоја ниво на екзотика, некоја абстрактна, наместо да се симне и во образованието, и во секојдневното однесување, култура на живење. Кога се спомнува екологија, секогаш се зборува за невладин сектор, за активисти, кои што некогаш можеби претеруваат, таков впечатокот во јавноста. Како некој што е во секторот веќе 19 години, можам да видам подобрување во однос на какво значење се придава на темата во јавноста. Темата на загаден воздух апсолутно беше многу актуелна и меѓу луѓето. Се поактуелна темата на заштитата на Охридскиот регион, темата на справување со отпадот. Тоа што е неопходно е секој човек да ја увиди собствената одговорност на својата околина. УНЕСКО антепортас по кој знае кој пат се надвиснува над Охридското езеро, над Охрид, над Струга, последната формулација во опасност. Охридското езеро е едно од само две древни езера на европскиот континент. Значи има 20 на целата планета, Европа има само две, тоа се Охридското и Преспанското. Езера кои што се постари од 1 милион години. Најстаро езеро во Европа е со процената старост од 2 до 4 милиони години. Има убедливо највисок индекс на биодиверзитет од сите езера во светот. Тоа значи најголемо богатство на живот. Том на над 1200 видови, од кои 200 се ендемични, ги има само тука и на ниедно друго место. Се смета за музеј на живи фосили, бидејќи во него се уште живеат видови кои на остатокот на планетата исчезнале. Меѓународно значајно подрачје за птици е прогласено, клучно подрачје за биодиверзитет, Рамсар подрачје и така натаму. Каличица исто така прогласена за примерна област за заштита на пеперутките. Има над 1600 видови пеперутки. Одење на листа на наследство во опасност. Во септември комитетот ќе го разгледува повторно тоа прашање. Тоа што за нас е особено поразително е што ова милиони години старо подрачје, односно вредности, кои што откако постои човештвото, до нас, до современа Македонија, секоја генерација го предавала на своите потомци. Ќе бидеме последната генерација, односно првата генерација која што нема да го предаде ова наследство, ова врвно светско наследство на своите потомци. Според презентациите на УНЕСКО, уништувањето на вредностите посебно зима замав од 92 година, сите други се грижеле. Само независна Македонија престанува да се грижи за своето највредно природно и културно богатство и особено уништувањето зима замав од 2011 и тоа според нас не престанува до ден денешен. УНЕСКО ни повторува од 2017 можните решенија, односно што мора итно да направиме. Ја преодолевме 19 препораки, па потоа втората мисија констатира дека не само што не се елиминирани заканите кои што мисијата од 2017 ги констатирала,
И не само што не се исполнети препораките, туку и нови закани во меѓувреме се детектирани. Не мислам дека има потенцијал за освестување на вистина. Затоа што мисијата во 2020 најсилниот аларм ни го испорача. Во извештајот многу јасно пишува дека понатамошна трансформација води до точка на неповрат. Се продолжи по истиот пат. Значи да се носат урбанистички планови, да се легализираат и воградби, да не се средува проблемот со отпадни води и така натаму. Да се троши време за планови кои што немаат никакво значење во реалноста. Фактот дека откако ни кажале дека ова со сигурност води до неповратно губење, дека се продолжило по тој пат, за нас зборува дека не постои потенцијал за освестување. А и тие, иако отиде на листа, сепак нашите институции се тие кои што ќе мора да ги спроведат мерките. Сега за сега на вистина не гледаме ни приближно потенцијал за главно се насочени напорите кон создавање на некоја илузија дека земјата е посветена преку изработка на разни планови и никој не одговара за тоа што не се спроведуваат. Главниот фокус на терен е се уште континуирано продолжување на урбанизацијата. И се додека не видиме стоп на урбанизацијата, неслучајно ЮНЕСКО и двете мисии рекоа итната мерка е мораториум на секаква понатамошна крајбрежна и урбана трансформација. Секогаш таа топка се префрла, те локални, те централни власт, па и кога сме имали и локална и централна власт, пак не функционирало. Што треба некој од страна да дојде со силен стап и да ги тепа по уши? Веројатно од страна само некој може, да. Во последно време се повеќе слушам за централната власт која што ја префрла топката на локалната. Според нас, локалната и централната се одлично хармонизирани, нема никаков судир. Да речеме, централната власт ќе предложи закон за продолжување на легализација на тие воградби и потоа локалната го спроведува тој закон, легализира и воградби. Министерство за животна средина ќе им даде услови за решение за услови за планирање на простор и потоа општината ќе изработи урбанистички план за тој простор. Потоа Министерството за животна средина ќе им го одобри извештајот за стратегиска оцена за животна средина. Апсолутно нема судир ниту меѓу власта и опозицијата, ниту меѓу централна и локална власт. Многу хармонизирана работат на продолжување на уништувањето. Чи ни треба полицаецот? Од надвор. Единствен начин не да се стопира, меѓутоа да се успори уништувањето. Преговорите тоа поглавје за екологија, тогаш ќе мора сакале некеле да правиме нешто. Па се надеваме и работиме на тоа да биде разгледувано во контекст на европски интеграции, бидејќи Охрид и кога комуницираме со Европската унија, повторуваме дека Охрид не е наш локален проблем. Нити е наша локална вредност. Значи тоа е нејзиното најстаро првото езеро кое се создало на овој континент. Ние, меѓутоа и Европа, треба да направи се што може да си го заштити своето врвно богатство. Ова ви одговорот на обвинувањето дека вие сте кошничари на економскиот развој, затоа што наместо да се гледа економскиот развој, премногу екологија го гуши тој економски развој. Па се споменува бришење од тоа наследство. Тука се споменуваат и хидроцентралите, апропо енергетската криза, повторно имаше напади против вас. Па имаме тука една чудна парадоксална ситуација, се повеќе зелена енергија, меѓутоа тие панели зафаќаат простори кои што можеби се влие на биодиверзитетот, зелени површини, земјоделски површини. Па што ќе се случува со батериите кои што треба да ја складираат таа зелена енергија, нивната рециклажа, со ветерниците кои што може да влијат на биодиверзитетот. Тешко е тука баланс да се постигне, барем во јавност. За дел од прашањата мислам дека Робертина многу подобро од мене ќе ги одговори. Значи ние спречуваме уништување. Не сме против економски развој. Има многу начини да се постигне далеку подобар економски развој од урбанизацијата, конкретно кај во Охридскиот регион. Значи далеку повеќе пари, со други зборови, може да се прават благодарение на заштитата отколку што се прави со уништувањето. Нашите деца нема да имаат вредност. Ќе имаат баричка, нема да имаат Охридско езеро. Малите хидроцентрали, докажано е дека се економски неисплатливи. Негативното влијание врз природата е далеку поголемо
отколку нивниот придонес во енергетскиот микс во економијата. Соларните централи и ветерните паркови ќе може да имаат негативно влијание, зависи од локацијата. Стадион. Емисија за вашата вистина.